Почитувани представници на медиумите, ви благодариме за присуството. Како граѓанска политичка опција која го негува мултиетничкиот концепт, сакаме на сите граѓани од католичка вероисповест да го им честитаме Божиќ, а на сите останати да им посакаме пријатни мигови во празниците кои следуваат. Иако декември е време на подготовки за славење, ова е месец во кој што се донесуваат суштински одлуки од кои ќе зависи квалитетот на живење на кумановци во следната 2014 година. Утре на дневен ред на седницата на Советот е најзначајната точка – буџетот на општина Куманово. И несериозно би било ако јавно не се постават некои сериозни прашања. Во моменти кога општината функционира на задолжителни резерви, градоначалникот планира за 75.000 евра да се го збогати возниот парк. И тоа само во 2014 година. За 2015 нови 85.000 евра, за 2016 нови 80.000 евра. Малку ли му беа тие 40.000 евра што ги потроши годинава. Додека сите мака мачиме со плаќање на сметки за електрична енергија, градоначалникот планира со некое чудо да се намали цената. И наместо овогодинешните 500.000 евра да потроши за 3.000 евра помалку, што е за поздравување. Меѓутоа, врз основа на тоа што планира да потроши повеќе за одржување на јавното осветлување и тоа 230.000 евра. Дали Куманово ќе светне како Монте Карло или пак треба да се намират загубите на јавното претпријатие Куманово паркинг. Децата и ова година ќе одат со јавен превоз во училиште. Ама чудно е како се зголеми планираната ставка за превозни услуги во образование и тоа за 50.000 евра, а годинава се запишува помалку ученици од лани. Во бирото за јавни набавки може би пишува кој го доби тендерот за превоз. Оценете сами каде ќе одат овие средства. Има уште многу вакви прашања кои дополнително ќе ги разгледаме во некој нареден момент. Ќе им посакаме на советниците утре да имаат плодна работа по буџетот, кој секако дека ќе биде изгласан од владеачката непринципијална коалиција. Празниците доаѓаат и поминуваат, а неодговорното работење на градоначалникот си останува. Со надеж дека можеби сепак ќе смогне сили да исполни по некоја новогодишна, долгогодишна желба за чекорење по асфалтирани улици, за нормална канализациона мрежа и водоснабдување. Ви благодарам.